Добар ден! Еве не повторно сите заедно во новото издание на емисијата Алфа Ординација. Решаваме ваши проблеми, ви даваме насоки, ве информираме и сето тоа во функција на доброто здравје. Се надевам дека и денеска зазедовте добра позиција и подготвени сте да не следите. Колку пати досега сте се запрашале што да сготвам за ручек? Дилемата е вистинска, бидејќи не само што се нема често идеја, туку треба да се одбере и нешто што е добро за вашето здравје. Темата денеска секако е поврзана со исхраната, но е поврзана со холестеролот. Верувам дека многумина од нас имале во текот на животот проблем со холестеролот и начинот за тоа како да се третира за да се намали вредноста на холестеролот е еден проблем кој што верувам дека проблем се соочиле многумина од вас. Денеска токму тоа ни е темата, како да се справиме со покачениот холестерол, а за таа цел имаме гостин, доктор Златана Петковска, специјалист по интерна медицина од болницата Аџи-Бадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и се надевам дека со темата ќе го задржиме вниманието за вашите гледачи. Јас искрено верувам во тоа, бидејќи, како што реков во најавата, холестеролот е проблем со кој што се соочуваат многумина. Верувам дека и вие во вашата ординација имате пациенти кои што навистина имаат проблем со холестерол. Да, во пракса тоа е основниот проблем и кај помладата популација, но и кај постарата популација, вака, да кажеме за почеток. Ајде на почеток да кажеме една дефиниција за тоа што е тоа холестерол практично, за да направиме еден вовед во темата. Така, што е холестеролот? Холестеролот е супстанца која нормално ја има во крвта, поврзана со одреден протеин кој е носач на холестеролот, ги дава компонентата на липопротеините. За нас како доктори е и за општата популација е интересно да споменеме дека постојат две фракции на холестеролот. Тоа е high density липопротеин или така наречен добар протеин и low density липопротеин или тоа е така наречениот лош холестерол, меѓу луѓето познат. Целокупното значење, значи на вкупниот холестерол, HDL и LDL холестеролот е од големо значење заради тоа што влегува во склоп на тие липиди, кои нели кога луѓето ќе отидат на доктор, викаме дека се испитува, значи се испитува еден липиден панел или липидите, односно маснотиите во крвта. Така. Добро е што на самиот почеток споменавте за добар и лош холестерол. Ние ќе го разработиме тоа во текот на емисијата, а мислам дека уште една дилема треба да разработиме на самиот почеток, холестерол и триглицериди. Така. Има ли разлика меѓу тоа? Во основа, триглицеридите влегуваат во тој липиден профил и ние инсистираме кога се оди на преглед, кога се прави биохемиска анализа на крвта, покрај холестеролите, значи фракциите кои веќе ги споменав, да бидат испитани и триглицеридите. Разликата меѓу триглицеридите и холестеролот е во основа каков ќе биде третманот за понатаму. Дали ќе биде покачен само холестеролот, дали триглицеридите, дали тука ќе имаме варијација во вредностите и на добриот и на лошиот холестерол. Мислам дека малку покасно ќе кажеме околу третманот каков е и од што зависи сето тоа. Значи. Така. Добро, сега да кажеме зошто се важни нормалните вредности за холестерол и триглицериди, но еве ми јавуваат, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме интересира, јас имам покачен холестерол и пиев таблети. Сега сум во ретие, и едно и другиот. И сега, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Го слушнавме. Прашањето го слушнавме, продолжете. Го слушнавте? Да. Сега дали до крај треба на животот да пијам во ред ми е холестеролот, таблети? Така, јас само ви поставила прашање дали освен покачен холестерол, колку години сте и дали имате некакви други болести, еве. Да ми кажете, висок притиск. Една таблетка ја пијам за шекер и висок притиск. Така, добро, доволно. Значи, овдека веќе зборуваме за третман кај покачени масноти. Факт е дека кај пациенткава земала таблетки и дека липидите или маснотиите во крвта се вратиле во нормала благодарение
на таблетките кои ги земала. Основно прашање кој секој еден пациент го поставува до кога ќе ги пијам таблетките. Кај вакви пациенти, кај кои имаме коморбидитети, значи дополнителни болести. Пациенткава рече дека има диабет, значи шекер, има покачен крвен притисок. Кај нив препорачливо е, ако нема нус ефекти од терапијата што ја пие, да ги земаат доживотно, затоа што пак ќе споменам, благодарение на тие таблетки, нели се држат во нормала маснотиите, а заедно веќе ќе кажеме подосна со другите болести што предизвикуваат и какви се нус ефектите од тоа. Ајде да се вратиме сега на моето прашање за битноста, важноста на нормалните вредности на холестеролот и триглицеридите за нашиот организам да функционира онака како што треба. Така. Во основа најпрво ќе споменеме дека кардиоваскуларните заедно со цереброваскуларните заболувања представуваат основен причин за зголемување на морбидитетот и морталитетот кај современиот човек. Според Светска здравствена организација утврдено е дека на годишно ниво умираат околу 7 милиони луѓе од болести на срцето. До 2020 година има прогноза дека ќе изумрат околу 25 милиони, од кои 11 милиони ќе бидат како резултат на тие срцеви болести. Општо е постигнато консензус на едно глобално ниво дека основна причина е хиперлипидемијата или покачените масноти, хипертензијата или крвниот притисок кој е покачен, заедно со гојазноста и пушењето. Тие се основни ризик фактори за појава на овие кардиоваскуларни заболувања. Правени се голем број на клинички испитувања, меѓу кои ќе споменеме една фрамингамска студија, според која доколку кај мажи најдеме покачен холестерол повеќе од 8 милимоли на литар, кај жени повеќе од 6 милимоли на литар, значи 3 до 5 пати се зголемува ризикот за појава на кардиоваскуларни заболувања. Во текот на следните 5 години Македонија влегува во групата на земји со висок ризик од кардиоваскуларни заболувања. Тоа значи дека од 100.000 мажи повеќе од 450 умираат од кардиоваскуларни заболувања, повеќе од 350 жени умираат. Ова се некои факти, нели, кои не насочуваат и не покажуваат аргументи зошто треба да делуваме во превенција пред да настанат вакви компликации, како што се кардиоваскуларните заболувања и цереброваскуларните, за да се намали импактот од кардиоваскуларни заболувања, зголемениот морбидитет, што доведува до зголемен инвалидитет кај современиот човек и целта, општо на глобално ниво, е да се делува на превенцијата. Како што би рекле, подобро сега една таблетка за масноти или една таблетка за шекер во крв, отколку после, 5 години да лекуваме некакви компликации. Тоа е важноста за држење на холестеролот, триглицеридите или општо на маснотиите во некои нормални вредности, оптимални пожелни вредности во крвта. Така, добро, убаво ни објаснивте. Сега да го чуеме следниот гледач. Добар ден и за вас. Добар ден. Поздрав и до вас. Пациент на 40 години, има холестерол, веќе 2 години пијам Росфера од 10, сега ми е се окей, немам притисок, немам шекер, меѓутоа имам киф и имам резултирана исхрана на протеинска храна. Дали да ја намалам Росферата на 5 или да продолжам да ја пијам? Вака сега, само кажете ми, вкупниот холестерол е во ред, ХДЛ, ЛДЛ холестеролот е во ред, триглицеридите се во ред? Се е во ред. Така, и рековте дека имате гихт, колку што ве слушнав? Да. Така. Сега имам резултирана исхрана на месни производи, на протеинска храна и мислам дека сум окей, немам притисок, немам ништо, дали да продолжам или да го намалам на 5. Добро. Фала многу. Фала и на вас. Значи, гихтот, ке споменеме подосна, е една од болестите кои влегува во склоп на тие да предизвикуваат покачување исто и на холестеролот на ХДЛ и на ЛДЛ. Препорака моја за пациентот е, значи, пошто веќе е во нормала, да се јави кај докторот кој го води, како најверојатно е тоа интернист, може да се намали на 5 милиграми, значи Росферата, со тоа што ќе мора да се прават редовни контроли на целокупниот липиден профил и врз основ на тоа дека споменавме нема од висок притисок, нема диабет, меѓутоа има гихт. Значи има некои болести, пак ќе кажам дополнителни коморбидитети, може да го намали на 5 милиграми, меѓутоа препорака е за
3 до 4 месеци да се направи една контролна лабораторија, да се види какви се резултатите, да не евентуално дојде до покачување, бидејќи нормализирањето на маснотиите во крвта, пак ќе кажам, е благодарение на таблетката. Титрирањето на дозата кај млади пациенти кога се дава во превентивна цел може да оди плюс минус 5 милиграми за да се види понатаму ефектот каков ќе биде. Добро, ајде го слушаме следното прашање, повелете. Добар ден, поздрав за вас и за емисијата. Добар ден. Ме интересира вака, на сопругот му излега покачени вредности на холестерол и триглицериди, мислам дека се околу 3 единици и му се дадени превентивно некакви лекови, мислам дека беа од црвен ориз. Дали е тоа доволно или ќе треба уште нека друга терапија? И уште едно прашање, дали кај трудница е нормално да е покачен холестеролот и триглицериди? Само би ве прашала сопругот колку години е и отприлика ако можете вредностиве да ми ги кажете сега, за да знам да ви кажам како е. Што и дали прв пат се откриени тие покачени масноти во крвта? Тој значи е 33 години и од секогаш има 101 од силика над граница. Сега точно во мене го немам резултатот, па не знам кога беше горната граница. Добро. Да, али сега му испадна со 3 или 4 така покази. Со тоа што пости такви некои работи, али ете холестеролот не се регулира. Добро. Значи, вообичаено, кај млади пациенти, како овој, пошто господјава рече дека е 33 години, се пробува со суплементи. Значи, тоа е еден вид суплемент, не е медикамент, да кажеме, таблеткава која ја зема господинот. Карактеристично кај млади пациенти е да се почне вака, значи. Втора работа е да се обрне повеќе внимание на диететскиот режим, значи, што внесува во исхрана, да се зголеми физичката активност. Се прават контролни лаборатории 8 плюс минус 4 недели, за да се види нели како одат вредностите на маснотиите во крвта од една страна, и втора работа што треба да се обрне внимание е дали кај пациентот има ризик за кардиоваскуларни заболувања, односно цереброваскуларни заболувања. Препорека, може да ги зема овие таблетки, со тоа што убаво е контролна лабораторија и секако консултација со доктор за да се види целокупната слика. Дали има, нема дополнителни ризик фактори за појава на овие болести што претходно ги споменав. А во однос на трудница дали е нормално, да. Во основа во тек на бременост нормално е покачување, значи и на холестеролот и на триглицеридите. После породување исто така известен период ќе бидат покачени тие вредности, за да нормално со диететски режим, пошто кај трудници не се препорачува давање на било какви таблетки или заради другите работи, доаѓа до нормализирање на вредностите на липидите. Така, значи не е во опасност трудница. Така, тоа е нормално. Тоа е битно. Повелете, ве слушаме, добар ден и за вас. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање, се работи за девојче од 19 години, нема притисок, не мали од големо е добро, али вкусот кој е то. Колкото обед, вкусот е голем. И малку е слабокрвна, пие таблетки за слабокрвна. Зашто може пулсот да биде за пулсот е прашањето, Не е проблем, ќе одговориме на прашање. Значи, станува збор за 19 годишно девојче, колку што разбрав, со анемичен синдром. Значи, рече господјава пие некакви таблетки, најверојатно станува збор за железопрепарат сега, според тоа што ги имам овие оскудни податоци. Пулсот знае, значи да се покачи кога станува збор кај пациенти кои се со анемија. Што треба да се направи? Значи, пошто станува збор за 19 годишно женски пациент, може би гинеколошко испитување, да се види какви се менструалните карварења. Пулсот е нормално во склоп на анемијата да биде малку повисок од нормала. И сега, и тоа треба да знае господјава, кога човек е во мир, пулсот е со пониска фреквенција, односно срцево чука со пониска фреквенција. Кога физички ќе се активира, нормално е да дојде до пораст на срцевата фреквенција и тука да направи некоја дистинкција како и што. Инаку хематолошки преглед, нели, со коректна ординација на терапија што треба и како треба. Така.
Добро, темата предизвика внимание кај нашите гледачи. Еве имаме постојано јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Извинувам, поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Јас ме водат под ангина пекторис. Некоје време ми се појави покаченост на триглицеридите. Сега, холестеролот и триглицеридите се на нормала. Паднати се, а ја пием се уште аторис. Дали можам да го прекинем или не можам? Кажете ми само, пошто ве водат како ангина пекторис, дали се направени некакви кардиолошки испитувања? Кардиолошки све е направено. Ехо срце, стрес тест, коронарографија? И имав и ми онаве исто преку ракам бушење на тоа. Так. И све окей беше. Ама тоа како се појави покачени триглицериди, не знам. Сега се паднати многу, у пола, бе на граница. И тоа ми препише аторис. А сега се уште го пием аторис, матичната лекарка ми вика не сме да го прекинеш, ако го прекинеш пак се качат. Дали смеам или не смеам? Само уште колку години сте да ви кажете и ви одговарам одма. Колку? 47. Така. Значи, препорака за вас ќе биде да си продолжите со пењето на аторисот, секако, затоа што веќе споменавме, вие сте маж со над 60 години, кај мажите ризикот за кардиоваскуларни заболувања е поголем. Веќе ве водат како ангина пекторис, сега ви правиле коронарографија, не разбрав дали е севоре, дали таму е правено стентирање или нешто слично. Така да препорака е да си продолжите со редовната терапија на аторис, колку што разбрав 20 мг, таа е некоја минимална доза, нели, која ве одржава ги одржава маснотиите во нормални вредности. Добро, да искористам до следното јавување, јас да прашам зошто, кои се причините за зголемен холестерол и триглицериди? Така, јас, нели, пред да почнам, само ќе кажам дека пореметувањето во метаболизмот, значи, кога имаме поединечно зголемување на одредена фракција, се означава како хиперлипопротеинемија. Сега, прашањето зошто или кои се ризик фактори. Постојат неколку ризик фактори за да имаме зголемување општо на липидите во крвта. Прво и основно е возраста. Нормално е да кај луѓе после 20-та година доаѓа до покачување на холестеролот. Покрај возраста, фактор на ризик е и полот. Мажите се со поголем ризик за појава на хиперлипидемија, дислипидемија, уште во така наречена middle age или измеѓу 45-та и 50-та година во однос на жените. Ние жените сме заштитени до менопауза и после тоа имаме изедначување на ризикот од појава на хиперлипидемија. Трет ризик фактор е генетската предиспозиција. Тоа значи дека ако во околината, најблиска фамилиарна околина на пациентот има некој со хиперлипидемија, мајка, татко, брат, голема е шансата и тој да има појава на покачени масноти во крвта. Начинот на исхрана е фактор кој влие. Храна богата со заситени трансмасни киселини предизвикува елевација на липидите. Што значи тоа? Покачување на... која е таа храна? Еве, која е храна? Белото тесто, например, ќе почнеме. Лебот, тестенините, исто млечните производи кои се богати со масленост, брзата храна, сладките, колачите, се тие кои предизвикуваат покачување. Следен ризик фактор е покачената телесна тежина и гојазноста, каде што body mass индексот, значи тоа вообичаено треба да се мери кај пациентите, е поголем од 30, вредност 30. Намалената физичка активност, и тука би ги споменала како доста битни лековите и одредени болести. Болести на бубрези, например, кај луѓе кои имаат трансплантација на бубрези, кај луѓе кои имаат нефротски синдром, хронична бубрежна слабост или инсуфициенција, имаме покачување на маснотиите. Исто така, одредени болести на црниот дроб, хепатитис, обструктивните болести. Во склоп на диабетот се појавува покачен
покачени масноти. Исто така во одредени системски болести имаме покачување. Карактеристично да споменеме дека булимијата, тоа е повраќање, анорексијата, исто така и покрај слабоста можеме да имаме покачени масноти. Бременоста знае да ги качи, гихтот, хипертироидозата, хипотироидната жлеза, значи знае да направи појава на хиперлипидемија, а хиперпаратироидизмот исто така појава на хиперлипидемија и од лекови. Оралните контрацептиви, кортикостероидите, потребата на тиазидни диуретици, хидрохлортиазидот некогаш е ризик за покачување, бета-блокаторите кои се даваат знаат да бидат ризик фактор за да се покачат маснотиите. Значи тоа е генерално отприлика ризик фактори кои предизвикуваат хиперлипидемија. Морам да ве прашам за овие лекови кои што ви кажавте како ризик фактори, Така, дали тоа значи дека во пополен период ако се земаат веќе се одразува на Вообичаено, значи, тие знаат уште на почетокот да предизвикаат покачување. Меѓутоа, секогаш имаме индивидуален, нели, ние ги следиме сите гајдлајнси според Европското кардиолошко удружение. Со тоа што се прави, гледаме колкав е бенефитот од давањето на лекови, колкав е нус ефектот од давањето на тие лекови. Таму каде што бенефитот е голем, подобро е да се даде лекот и да се даде нормално статинска терапија, отколку да не се даде таков лек. Така, значи мора да биде под надзор. Под надзор, лекарски Така е. надзор, така. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Интересираше, може би не е дел од вашава тема, но не дека е тука близко, ме интересираше за мастена јетра. Така. Ете нешто околу тоа, ако може да ми откаже господјат. Така, вака, замастена јетра или стеатоза на црниот дроб е една од почестите диагнози во последно време, нели се добива со ехо на абдомен, се гледа тоа ехо на стомак се прават испитувања да се испитаат маснотиите во крвта какви се. Најчесто стеатозата е поврзана со хиперлипидемијата, без разлика дали станува збор за покачени триглицериди, најчесто е поврзана со покачени триглицериди, меѓутоа е во склоп на покачениот ЛДЛ холестерол и исто така се прави испитување на АСТ и АЛТ, тоа се хепаталните маркери или ензими кои не покажуваат функцијата, нели како функционира црниот дроб и тука имаме одредено покачување. Што се препорачува, значи кај пациенти кај кои имаме стеатоза, пак ќе кажам, зависи од возраста на пациентот, се препорачува хигиено-диететски режим, да се обрне посебно внимание што да се конзумира од храна, во зависност од тоа колкави ни се маснотиите во крвта, се дава соодветна терапија да се делува на нив и во зависност од тоа какви се АЛТ, АСТ, нели, се даваат и природни препарати кои ќе доведат до, едноставно да кажеме, регенерација, обновување, обезмастување на црниот дроб. Значи, тоа е отприлика со стеатозата на црниот дроб. Така, добро, имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Гледач во дом. Слушнавме само дека од Неготина се јавувате. Ало? Ајде погласно малку, добро? Огласно малку сум кариката, гласот така ми е. Што со намален холестерол и триглицериди, во мала граница, ама од нормала. Што треба да значи? Пиете некакви лекови? Да, Росвера од 20, ама сега ми ја намалија на 10. Се работи за сопругот и јас, па затоа ми ја намалија. Од 10. Росвера. Така. Предпоставам прашањето беше зошто за намалене. Да, па тоа е факт дека благодарение за тоа прашав дали пие господјева нешто. Росверата е статинска, росова статинска терапија која предизвикува уствари намалување на холестеролот, на триглицеридите и пак ќе кажам зависи од тоа за колкава возрастна пациент се работи. Гледаме дека не ја титрираат веќе дозата, значи доаѓа до намалување на истата, па да видиме дополнително нели дали се прават контроли, да се види дали има потреба за
каков би бил понатамошниот третман во зависност од дополнителните болести. Значи нема ништо лошо во тоа ако холестеролот и триглицеридите се под нормала, јас и ќе ги кажам тие пожелни или оптимални вредности, значи убаво е кога вкупниот холестерол кај луѓе кои немаат коморбидитети е под 5 милимоли на литар, односно ЛДЛ холестеролот е под 3 милимоли на литар, триглицеридите под 1,7 милимоли на литар, ХДЛ холестеролот да биде над 1,03 милимоли или 1,30 милимоли на литар кај жени, а кај луѓе кои имаат веќе диференцирана болест од кардиоваскуларен, цереброваскуларен тип, потребно е да се држат под 4,2, односно ЛДЛ или лошиот холестерол под 2,5 милимоли на литар, за да знае господива што значи кога се намалени, а кога е тоа зголемено. Добро, дали тоа значи дека секоја вредност што е над ова што го кажавте вие е опасна? Или кои се тие вредности кои што навистина се опасни и треба нешто да се превземе? Така. Во однос на оваа прашање направени се неколку студии. Направени се огромен број на интернационални и национални работни групи и ние зборуваме за оптимални или пожелни вредности на холестеролот, односно на липидите. Меѓутоа, постојат и такви вредности, нели, тоа се вредности кои се поврзани со среден ризик за артериосклероза, атеросклероза и висок ризик за атеросклероза и пожелно кај општата популација е да ги знаат овие, дека треба да бидат под 5,2, како што ги споменав претходно. Значи, тоа се тие вредности кои би биле од интерес за гледачите. Добро. Мислам дека ќе запаметат. Корисна информација. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве молам вака еден совет барам од вас. Јас имам холестерол, триглицерид или холестерол, ми се чини 8-ка. Меѓутоа ми препише росера од 20 милиграми интернистот. И само што се напив едно апче, кога почел да се тресам, болки во десната страна, во жолчката или не знам што, почел да се тресам, трвењево да се препотувам, едно испив апче и после ми беше страх повеќе да пијам. Отидов последен месец кај докторот, тој ми даде Аторис и уште сега не сум пробала, ми е страх, пошто читав во тоа росферата дека тоа се група на статини, веќе вие рековте ја пратам емисијата. Тоа друго може, сега ми е страх за да ми делува на организмата, да не ми смета, имам диабет, притисок, од оперирана сам од на карцинома, така да не знам више што немам. Добро. Значи, господјева по предпоставка оваа што кажува направила една алергиска реакција на росова-статинската терапија. Значи има разлика, Аторис, Торвекс се друг тип на статини, ова е лекарот ти дал малку понапредна терапија, тоа е росова-статинската терапија. Следен чекор е Аторисот, да се види како што. Меѓутоа, моја препорака е да се направат, има можност за алерготестови, да се види, да не е случајно, нели тоа ги прават, мислам на одделот за дерматологија, се носи таблетката и се проверува дали евентуално е господјата алергична, меѓутоа пак ќе кажам, никој не може 100% да потврди дали ќе има или нема да има алергиска реакција и на Аторисот како таблетка. Кај незе сега моментот е овој. Бенефитот од земање на Аторис е голем затоа што господјаве е диабетичар, со хипертензија, значи тоа се веќе работи кои дополнително можат да предизвикаат кардиоваскуларни заболувања. Добро. Одиме со следното прашање од гледач. Повелете. Повелете, ве слушаме. 30-годишна пациентка, која што има малечко бебе, го доем моето синче. Сега последните анализи ми покажува зголемен холестерол од 7,1 и при што ЛДЛ е 5. Ме интересира дали треба да земам во овој период некоја терапија за намалување или може да се регулира со исхрана. Колку време сте после пороѓај, само кажете ми, после породување? Не слушате? Да, не слушам. 8 месеци. 8 месеци.
Добро. Значи, нормално е во тек на првиот период од после пороѓај, како што спомнав на почеток, да имаме еден дисбаланс и на хормони, и на маснотиите, така да, бидејќи господјата се уште дои, не препорачувам земање на некаква терапија, нели? Во моментот, све што можете да направите е малку да обрнете внимание околу исхраната, значи еден диететски режим и плюс колку што ви дозволува времето, нормално повеќе физичка активност. И на тој начин да се проба да се вратат маснотиите во крвта во нормала. После известен период можете повторно да направите контролен целокупен липиден панел, тој што веќе сте го направиле. Нормално кога ќе престанете да доите, ќе се види какви ќе бидат маснотиите, па тек тогаш ќе се одлучува дали има потреба или нема потреба за ординирање на некаква терапија. Тука имам јас едно подпрашање, дали кај мајките кои скоро се породени, покачениот холестерол има некаква поврзаност и со млекото, квалитетот на млекото? Не, тоа нема никаков ефект на квалитетот на млекото, значи ние препорачуваме нели како доктори колку што може мајката да дои повеќе, затоа што тука имаме природни имуноглобулини кои го штитат бебчево и сега приоритет е тука бебево, а холестеролот, како што реков, во тек на бременост и после пораѓај нормално е да варираат тие вредности, да се даде малку време, да се внимава околу исхрана, околу физичка активност и тек после тоа, кога ќе престане со доењево, да се одлучи како и што понатаму. Така. Сега да ни кажете кога да мериме холестерол. Има ли правило и за тоа? За седно нешто имаме правило, еве и за ова. Значи, препорака за мерење на холестеролот убаво е после 20-та година од животот да се измери целокупен липиден панел. Јас зашто повторувам цело време? Затоа што се уште се прават грешки. Значи, се мери само холестерол и се мерат само триглицеридите. Факт е дека треба да се измери вкупен холестерол, HDL, LDL фракција и триглицериди. Во колку? Кај луѓе кои се над 20-та година, истите се во нормала, тука збориме во таа полнолетна популација, тогаш мерењева се прават на 5 години, доволно е. Меѓутоа, имаме пациенти кои имаат дополнителен ризик од кардиоваскуларни заболувања. Значи, во фамилија имаат некој кој имал висок крвен притисок, имал срцев инфаркт, мозочен инфаркт, и тука веќе треба да обрнеме, или самиот пациент имал некаква болест, тука веќе имаме почесто мерење на маснотиите во крвта. Пак зависи од тоа дали пациентот зема терапија или не зема терапија. Од отпочнување на терапијата пожелно е, како што веќе на почетокот мислам споменав, 8 плюс минус 4 недели да се направи една контролна лабораторија да видиме каков е ефектот на лековите. Дали сме постигнале добар ефект со тие лекови. И би им препорачала и вака гледачиве да пред земање на лабораторија крв, околу 12 сати да нема конзумација на храна. Тоа не значи дека не сме течности да примаат, меѓутоа да внимаваат околу исхраната за да нели добиеме едни валидни резултати на маснотиите во крвта. И покрај тоа што ако они конзумирале храна, не знам, во 8 сата, наредниот ден во 8 сат прават лабораторија и да дојдат покачени вредности, не значи дека од последните 2 до 3 дена тие маснотии се покачили. Значи тоа е еден малку подолгорочен период. Така. Добро, често се случува да имаат зголемени вредности и оние луѓе кои што се слаби, значи немаат проблем со тежината. Па јас затоа би ве прашала, постојат ли симптоми кои што ќе ни кажат дека се зголемени вредностите на холестерол? Симптоми. Симптомите не се така чести. Значи, хиперлипидемијата е асимптоматска болест. Се открива случајно при правење на одредени превентивни систематски прегледи, кога се прави биохемиска анализа нели на крвта. Што е потребно? Значи, потребно е пациентот кога ќе одлучи да прави таква анализа, најпрво да биде прегледен од доктор. Зошто? Затоа што докторот во тек на интервјуто или не анамнеза викаме, ќе добие податоци прво за ризик факторите кои ги има во фамилија. Ќе добие податок за социјалниот момент од неговиот живот, значи каков му е ритмот на животот, како се храни, дали е физички активен, неактивен. Следно нешто што прави докторот е секако преглед. Значи на физикален преглед, таму каде што имаме
многу покачување, многу сега, едноставно да кажеме абнормално покачување, може да се појават ксантоми и ксантелазми. Тоа се отприлика некои видливи промени. Ксантомите се како испакнување ерупции кои се јавуваат по должината на лактовите, колената, метакарпофалангелните зглобови, и ксантелазми, тоа се беличасто жолтеникави промени кои се јавуваат околу очите или периорбиталната регија. Значи тоа се отприлика некои симптоми кои кога пациентот би влегол би не паднале во очи. Следно нешто што се прави е нормално физикален преглед. Се мери висина, тежина и врз база на тоа се пресметува body mass индексот, веќе споменав на почеток. Таму каде што body mass индексот е измеѓу 25 и 30 кг на метар квадратен, зборуваме за прекумерена тежина. Таму каде што поминува на 30, збориме веќе за гојазност или обезитас. Исто така, имаме можност за мерење на обемот на струк. Кај мажи е препорачливо да биде под 95, кај жени под 80 сантиметри. Значи, тоа се две работи кои може да се направат. Исто така се мери крвен притисок, да се види како е, што е, и се прави комплетен физикален преглед. Следен чекор, значи, се препраќа за биохемиската анализа на крвта. Тука дополнително би споменала дека освен нели овие основните масноти во крвта, ХДЛ, ЛДЛ, холестеролот и триглицеридите, може и препорачливо е да се направи испитување на шекерот во крв. Пошто спомнав на почеток, некогаш кај диабетот знаат да бидат покачени, да се направат АСТ и АЛТ, маркерите за црниот дроб, да се направи уреа креатинин, да се види каква е функцијата на бубрезите. Исто да се направи испитување и на тироидната жлезда. Кога ќе дојде пациент со симптоми за покачени масноти, он уствари веќе ги има симптомите од компликациите кои се јавуваат како резултат на хиперлипидемијата. Затоа е препорачливо, како што спомнав, над 20-та година, барем на 5 години да се направи, зборам таму каде што немаме други коморбидитети или ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања. Ако имаме гледач да го вклучиме, ако не, јас ќе најавам... Да, имаме гледач. Добар ден. Добар ден, ајде да го чуеме и вашето прашање. Докторката, и сакам да прашам едно прашање. Јас имам 62 години. Пред година време ми се покачи шекерот, бев многу дебела, да речеме 110-15 кила. Сега една година како држам диета, ето тоа го нормализира и шекерот ми е сега 5,9, исто ми е добро сето тоа. И немам мртноти, немам ништо, ама со попуштањето на килограмите, мисля 15 кила имам стимнато за година време, јадам сега пак истото, си продолжувам со тоа темпо, никако не јадам тестенини, такви работи што треба да не ги употребувам. Но сега ми е прашањето, докторката да ми каже, кожата што ми се сега опестува и тоа што ми виси како да речеме како сало, тоа го ја рачунам, а по ваше не знам, да ми кажете со што можам тоа да го спречам и да го повлечам, за да не ми висе така многу е незгодно и дали има културата тоа во питање дека да се обратам и што да направам. Ќе ве молам докторки за совет. Фала многу напред и пријатно. Поздрав и до вас. Значи, ова е како резултат нели на слабење, опуштање на кожата. Тоа ќе се обратите на пластична или естетска хирургија, таму тие ќе ве упатат каков е третманот за понатак. Така. Добро, сега е време да ги погледнеме рекламите. За кусо време се враќаме во нашата алфа ординација и го продолжуваме разговорот. Повторно отвараме нашата алфа ординација за темата како да се справиме со покачениот холестерол. Доктор Златана Петковска, специјалист по интерна медицина од болницата Аџибадем Систина е заедно со нас денеска. Многу прашања, различни прашања, се надевам дека добивте и соодветни одговори. Нашата денешна докторка навистина е полна со знаење и искуство, па може еве да сподели заедно со вас и да решиме дел од вашите проблеми. Сега, јас би го продолжила разговорот за оној лош и добар холестерол, зашто едниот е лош, другиот е добар. Така, често пати кога доаѓаат пациентиве знаат да кажат добриот холестерол ми е висок или низок, лошиот холестерол исто така.
кога на почетокот спомнав, се прави липиден профил, значи се прави холестерол, се прави ХДЛ и ЛДЛ фракцијата. ЛДЛ фракцијата е тој лошиот холестерол, затоа што учествува во процесот на атеросклероза, односно предизвикува атеросклеротични промени по должината на крвните садови, на артериските крвни садови. Јас повеќе тука на оваа прашање би се задржала на добриот холестерол. Зошто ХДЛ е добар холестерол? Затоа што има антиатероген ефект, тоа значи дека учествува во реверзибилниот пат на холестеролот, со што овозможува намалување на вкупната вредност на холестеролот една страна. Од друга страна, постои честичка во склоп на ХДЛ холестеролот, кој ја стабилизира или ја заштитува ЛДЛ фракцијата и оневозможува оксидативни промени, односно го намалува ризикот од тромбоза, значи појава на тромбоза. Сега, посебно е битно да назначиме дека кај луѓе кај кои имаме понизок холестерол, ХДЛ фракција или ХДЛ холестерол, ризикот за појава на срцеви болести е поголем. Поголем е ризикот за појава на рестеноза при направена коронарографија, ангиопластика, поголем е ризикот од појава на садан кардијак дет или изненадна срцева смрт, а потребно вредност кај мажи е поголем од 1,03 милимоли на литар да биде ХДЛ, односно 1,30 милимоли на литар да биде кај жени ХДЛ холестеролот. Што е исто така битно тука да споделиме, дека со зголемување на само 0,03 милимоли на литар на ХДЛ фракцијата имаме можност за неколку пати да го намалиме ризикот од исхемиска болест на срцето или општо кардиоваскуларно заболување. Сега, кои ни се тие нефармаколошки мерки кои секој еден би требал да ги преземе за да го качи ХДЛ холестеролот? Прво и основно е зголемување на физичката активност. Утврдено е дека со 30 до 60 минути вежбање се зголемува од 3 до 9 пати ХДЛ холестеролот ако се вежба нормално на дневно ниво. Намалување на телесната тежина, храна која е богата со омега-3 масни киселини. Тука би ги кажале, нели, рибата како основен фактор во исхраната од една страна, а од друга страна постојат и суплементи од омега-3 масна киселина кои може да се зема и може да предизвикуваат зголемување. Престанокот на пушење исто така влие во зголемување на ХДЛ фракцијата. Исто така влие и редукцијата на телесната тежина. Значи, тоа се отприлика нефармаколошки методи кои секој еден од нас може да ги направи за да дојде до покачување на добриот холестерол во крвта. Не го спомнавте алкохолот, има ли тој некакво влијание? Алкохолот, да, има влијание особено на покачувањето на триглицеридите. Сега збориме кога тој се конзумира секојдневно и кога се конзумира како жесток пијалок, значи нормално ако се конзумира чаша вино, тоа е дозволиво во одредени услови, нели, меѓутоа да не биде тоа секојдневно конзумирање на алкохол. Добро што рековте чаша вино. Чаша вино може. Добро. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Многу голем поздрав до докторката. Најмногу швејцена ме таа професија. Поготово што има доктори благи, пријатни. Благодарам. Сакам да ја прашам за лекоеве за апчинава. Дали влија штетно, да речеме, Росвера 40 и споредба па со Аторисо како е? Ето ми е прашањето и ви благодарам многу, сте на југо. Поздрав. Значи, секој лек има нус ефект. Статините вообичаено делуваат на црниот дроб, затоа и ние препорачуваме да се испитат АЛТ и АСТ пред отпочнување и исто така делува на општо на мускулатурата. Некогаш може да доведе до компликација, значи ја викаме рhabdomиолиза, тоа е попуштање на мускулатурата, распад на мускулатура, меѓутоа тоа се во исклучителни ситуации. Па ќе кажам, бенефитот е голем од статинската терапија и е препорачливо. Муабетов
сватив дека станува збор за повозрастна пациентка. Сега не ја прашав дали има други болести, меѓутоа 40 милиграми вообичаено е прилично висока доза за росовостатинска терапија. Сигурно е ординирана, дадена со одредена цел, нели? И тука не би менувала ништо, би препорачала редовни контроли на овие маркери што ги спомнав, значи, и нормално да се контролираат липидите во крвта. Разликата меѓу росвера и аторвастатин е тоа што росовостатинската терапија е малку понапредна генерација. Значи сега кај нас е регистрирана и ја имаме во продажба, така да кажем, и е напредна генерација на статинска терапија. Добро. Сега, кажете ми што е поштетно, висок холестерол или високи триглицериди? Памтете го прашањево, да го чуеме гледачот, да не го оставиме да чека. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за режијата, за докторката. Баш и претекавте со прашањето и работи за со 55 години старост, од пред 30 години констатирани зголемени триглицериди. Значи, холестеролот е во границите, во горната граница, шекерот во горната граница, а триглицеридите најчесто ми одат некаде 3,3. Патем да кажам дека имам и благо зголемување на крвниот притисок, и земам редовно терапија, благо зголемување на очниот притисок, постојано салфитимолол. Па сега едно ваше видување, односно видување на докторката, дали е ова нормална ситуација со оглед на тоа што само триглицеридите одат во зголемување, а останатите вредности се во горната граница. Благодарам. Вака, овдека станува збор за пациентка и кога имаме изолирана хипертриглицидемија. Значи тоа е кога холестеролите се во нормала фракциите што ги спомнав, меѓутоа триглицеридите се покачени. Ефектот и одговор на вашето прашање е исти. Значи и висок холестерол и високи триглицериди предизвикуваат промена на крвните садови, на артериските крвни садови. Бидејќи пациентот има дополнителни коморбидитети, ки кажеме хипертензија, значи и плюс спомна дека и шекерот е према горна граница. Значи кога станува збор за триглицериди каде што поминуваат над 1,7 милимоли на литар, кај него се 3, плюс дополнителните болести, препорачливо е воведување на терапија за триглицериди. Тука се даваат таблетки фибрати, значи станува збор за изолирана хипертриглицидемија и тука даваме таков тип на таблетки, не одиме со статинска терапија. Кај пациентот, бидејќи е веќе маж во таа middle age возраст, би препорачала дополнително една кардиоваскуларна проценка, значи тука би влегло ЕКГ, ехо на срце, коронарен стрес тест, за да видиме да нема засегање, значи на коронарната циркулација на срцето. Воведување на терапија, претходно кардиоваскуларна проценка. Тоа би бил одговорот на прашањето. Многу често ги спомнувате кардиоваскуларните болести, значи сето ова што досега го кажувавме за високиот холестерол влијае на крвните садови. Така, да. Има ли нешто друго што исто така би било ризично по нашето здравје? Што друго страда од висок холестерол од масноти? Јас ги значи покачените масноти или хиперлипидемијата предизвикува засегање на артериските крвни садови преку формирање на атеросклеротични плаки. Например, би кажала дека кај покачените триглицериди често пати знае да биде засегнат, нели, црниот дроб. Тука, тоа е еден орган. Исто така во одредени случаи знае да биде засегнат панкреасот. Акутен панкреатит. Може да биде засегнат и видот. Да, тоа е карактеристично, го спомнавте вие во диагностицирањето. Како на видот може да наштети? Значи, како што делува по сите крвни садови, така делува и тука, и затоа и се препорачуваат прегледи офталмолошки. Значи, ние имаме пациенти каде што после офталмолошки преглед доаѓа, значи докторот видел дека тука има некакви промени и доаѓа пациент да си ги испита маснотиите. Значи прво е офталмолошкиот преглед, направил фундоскопија, видени се тие промени таму и препорака е да се направат дополнителни испитувања во однос на липидите, односно испитување на маснотиите во крвта. Морам да ве прашам, на почетокот на емисијата споминавте дека и наследно може да биде, ако го третираме како болест.
што тие луѓе треба да превземат како превентивна мерка ако знаат дека во фамилијата има тука веќе станува збор за генетска предиспозиција, јас и вака го дефинирав тоа наследството. Тука не можеме многу нешто да менуваме, значи превентивно е диететскиот режим, исхраната и редовните прегледи, редовните превентивни прегледи кои би ни укажале колкави се тие масноти во крвта и што треба да се прави во зависност од вредностите какви ќе излезат во тек на прегледот. Доколку се јават високи вредности, рековте терапијата се пие до крај на животот. Може ли да предизвика некакви нус појави бидејќи тоа е во долг период? Значи нус ефектот е тоа, значи хепаталното црнодробното засегање преку покачување на АСТ и АЛТ и засегање на мускулите, односно на мускулатурата. Тоа се тие некои нус ефекти. Сега, секоја личност, секој пациент е индивидуален сам за себе. Видовме дека кај пациенткава што се јави во тек на емисија росувастатинот предизвикала алергиска реакција. Значи, општо сите лекови си носат нус ефекти. Меѓутоа, пак ќе кажам, битен е балансот и да видиме дали имаме бенефит од тоа што ќе се пијат тие лекови. Може ли кај секој да се примени природен начин, тоест менување на животниот стил како една од мерките за да се реши овој проблем? Кај секој еден препорачуваме промена на стилот на живот. Без разлика дали ќе воведеме медикаменти или ќе останеме само со промена на стилот на живот. Затоа и третманот на хиперлипидемијата е скалес или степенест, значи дека е комбинација од неколку работи. Прво, цело време зборувам за диететскиот режим. Што значи тоа? Да, довршете, ќе го вклучиме гледачот. Диететскиот режим. Тоа значи дека внесот, вкупниот внес на масти на масноти треба да биде намален. Треба да биде намалување на јаглен хидратите. Препорачливо е внес на холестерол да биде под 300 мг на дневно ниво, под 200 мг, а за сметка на тоа, значи да се зголеми внесот на растителни храна која е богата со растителни влакна, храна која е богата со протеини, значи тука да се антиоксиданси. И сега луѓето ги интересира од практична гледна точка, значи што смеат, што не смеат да конзумираат. Еве основни препораки. Да се конзумира црн леб, ржов леб, интегрални пецива, житарки, млеко и млечни производи кои се обезмастени, посен, кравје, сир, кравје, кашкавал, значи да биде тоа посно. Јаткасти производи, бадеми, лешници. Меѓутоа, не збориме за тие запржени, нели, со сол, со не такви живи. Така, тие да бидат живи или сирови. Овошје и зеленчук во голема количина, посебно на зеленчукот потенцираме, од месо. Може да се конзумира, значи, од риба, бело месо, пилешко, мисиркино месо, динстано или непрепржено на говедско, јунешко месо, значи тие се некои работи. Да се избегаваат бели пецива, бел леб, тестенините, пастите, употребата на путери и маргарини, сладки и колачи, пржени помфритеве, да кажеме тоа, таа фастфуд што ја викаат, чипсови и тука исто така ќе го споменам и алкохолот, значи кој доведува до покачување на маснотиите, да се избегнува или да се зема чашевина, како што споменавме. Добро, имаме едно подпрашање тука, но да го чуеме гледачот, повелете. Добар ден. Имам 52 години, а тежина имам 57. Триглицеридите ми се 2,2, холестеролот ми е 8,2. Нешто ми препорачуваат лек русуватин, мислам, 10 грама, но се уште не сум почнала со никаква терапија, веќе подруго време го носам холестеролот висок, а инак крвната слика ми е одлична. Страхувам да почнам со примање на лек, бидејќи од други што сум слушнала, кои ја примаат терапијата, и рекла сама месец дена да ја користам, но ако ја прекинам, да не ми се зголеми повторно холестеролот. Дали доживотно да се прима овој лек? Тоа ми е
Така, кажете ми, рековте 52 години сте, други некои болести плюс дополнително да имате? Ништо. Висок притисок, шекер во крвта? Нема такво Носам низок притисок, шекерот ми е 5,1, немам никаков проблем здравствен друг. Така, уште ова прашање HDL, LDL, дали е испитано за да видам какви се тука вредностиве? HDL, Добро, не мора, еве. Кај се резултатот? Купен, да, холестерол, да, кај мене, јас го гледам. Ајде да чуеме. Како што гледам, овде само имам скупен холестерол и триглицериди на липиден статус. Така, добро, во ред, еве ќе ви одговорам. Значи, благодарам. Тоа е тоа што цело време зборуваме, значи правени се испитувања само на холестерол и на триглицериди. Во склоп на испитувањава потребен е целокупен липиден панел, HDL, LDL, холестеролот и триглицеридите. Госпоѓава има 52 години. Од ризик фактори, што досега ги споменавме, е возраста, бидејќи влегува веќе во таа возраст кога ќе влезе во менопауза. Во склоп кај вакви пациенти се препорачува отпочнување на терапија, бидејќи се дава во превентивна цел, нема други коморбидитети. Ке се следи, значи би требало да се отпочне со терапија, да се следи извесен период, да се види. И после тоа може титрирање на дозата, да се намали дозата или евентуално да се прекине употребата на статинска терапија. Меѓутоа ви препорачувам во секој случај да се направат дополнително овие две фракции што цело време ги зборувам, HDL и LDL. Добро, ние грешиме кога правиме испитувања или матичниот доктор половично ни дава упат за во лабораторија? Не, матичниот доктор. Значи, вообичајно кога се оди би требало да се прави целокупниот Значи да бараме. Да се бара. Еве затоа јас и неколку пати споменав дека треба кога се оди барем да се погледа холестерол, триглицериди и ако евентуално го нема, пошто ние често пати знаеме сами луѓе да си отидеме во лабораторија и сакам да ми се испита холестеролот и триглицеридите и тоа е тоа што го бараш, го добиваш, нели, како одговор од таму, меѓутоа би побарале HDL и LDL плюс дополнително. Добро. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Ќе бидам многу кратка и ве поздравам и сакам на докторката да и прочитам неколку резултати од шекер, триглицериди, да ми кажи дали се добри. Гликозата е 7,7, триглицеридите се 2,7, холестеролот купен е 6,5 и железото е 9,2. Сега АСТ е 14, АЛТ е 18. И уште едно прашање и ќе се искусам да можам убаво да ве слушам што ќе ми одговорите. Колку време треба да се пијат лековите за холестерол, пример? Аторисос јас го пијам 6-7 месеци, дали треба да го продолжам или треба да направам пауза? И благодарам. Пријатно, секој добро. Пријатно. Значи вака, прво гликемијата, претпоставувам тоа е гликемија на гладно, е нешто над нормала. Гликемија би требало да биде 5,5, кај господјата е 7,7. Во колку господјава не е диабетичар, а утрото кога била да земе лабораторија, била гладна, значи тоа укажува на покачена гликемија на гладно. Препорака во овој случај е контролна гликемија на гладно да се извади и да се испита гликолиран хемоглобин. Тоа е оној тромесечен пресек, уназад 3 месеци ни дава како се движел шекерот. Значи, тоа е во однос на шекерот во крв. И тука, повторно, не слушнав HDL и LDL фракциите, значи, триглицеридите се лесно покачени, 2,2, вкупниот холестерол и тој е покачен. Да продолжи со статинската терапија, и дополнително, значи, ако има потреба, таа терапија малку да се модифицира или да се зголеми, за да, нели, се вратат тие масноти во
крвта во нормала, пак ќе кажам, неблагодарно е само да кажувам да се зголемува или да ординирам терапија вака по телефон, затоа што мора да се види дали е гојазна пациенткава, дали треба да на физичка активност да обрне внимание, на диета да обрне внимание, да се измери притисокот, дали е пушач, дали не е пушач, значи сето тоа мора да си го види докторот кој ја води пациентката. И праша до кога да ги пие, рековме доживотно. Па сега за сега да продолжи да ги пие и да направи контрола, па мислам дека ќе биде да подол временски период. Добро. Оно што сакав да ве потпрашам кога зборувавте за природниот начин за да се задржат во нормала или да се намалат, значи од која вредност нагоре кога веќе се качува треба да земаме лекови, а до каде можеме со природен начин? Тоа зависи од повеќе фактори. Значи, ако станува збор за млад пациент, каде што освен диететскиот режим би му дали физичка активност, во тој случај би пробале и со одреден суплемент, нели, како што претходно спомена, би пробале извесен период да видиме како ќе оди ефектот. Затоа што не е поентата само да се даде лек кај млад човек, него да пробаме каков е ефектот од хигиено-диететскиот режим. Ако после 3 месеци немаме никаков ефект од тоа, во тој случај се преминува кон терапија, воведување на медикаментозна терапија. Сега, кај кои пациенти воведуваме веќе лекови како би ги издефинирале. Тоа се пациенти кај кои имаме докажено кардиоваскуларно цереброваскуларно заболување. Пациент со прележан миокарден инфаркт, срцев инфаркт. Пациент кај кого имаме направено перкутана транслуминална ангиопластика или кај луѓето позната како коронарографија со стентирање или евентуално реваскуларизација на срцето по оперативен пат, односно аортокоронарен байпас меѓу луѓето познат. Кај луѓе кај кои имаме мозочно страдание, мозочен инфаркт, значи транзиторна исхемична атака, кај луѓе кај кои имаме каротидна болест, кај луѓе или пациенти кај кои имаме појава на периферна болест на артериите. Тоа е болест на нозете, на артериите на нозете. Тоа се лица кај кои веднаш отпочнуваме со терапија. Сега, ние работиме според европските гайдлайнси или светски препораки во однос на третманот. Според америчкиве исто така се раководиме и имаме различен интензитет преку давање на умерена или high intensity статин терапи. Кај луѓе кои се постари од 75 години, одиме со таа умерена за да не предизвикаме нос ефекти. Кај тие кои се помлади од 75 години, се оди значи со поинтензивна терапија. Во глобала таму кај што имаме стентирање и луѓе со докажена болест, значи гледаме да биде таа терапија баш така како што треба, интензивна, и веднаш се воведуваат статини. Втора група се лица или пациенти кај кои ЛДЛ холестеролот се движи меѓу 1,8 е над 4,9 милимоли и кај нив се отпочна со статинска терапија. Имаме пациенти кај кои имаат диабет, без разлика дали тоа е тип 1 или тип 2, иако холестеролот е измеѓу 1,8 ЛДЛ и 4,9, и тука вклучуваме терапија, и пациенти кои немаат значи диабет, кај кои ЛДЛ холестеролот измеѓу 1,8 и 4,9. Меѓутоа, ние користиме така наречени скор таблици, според кои таблици се гледа колкав е ризикот во проценти од развој на кардиоваскуларни болести во текот на следните 10 години од живот. Каде што процентот е поголем од 5%, во тој случај се воведува терапија. Значи, кај нив и покрај хигиено-диететскиот режим уклучуваме и статинска терапија или евентуално изолирана терапија за фибратите, за триглицеридите. Така. Добро, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, како до докторката и до водителката. Мене ме интересира до сега, многу сум слушала од овие емисии за покачени вредности на липиди, но никако ниеден доктор до сега не знам од кои причини, од која возраст се почнува да се дава терапија, зборувам за млада особа. Конкретно, 37 годишна особа, која што пуши само, да речам 10 до 15 цигари, нема други болести,
не прифаќа, одма да ви кажам, физичка активност и да намали нешто од храната, има фамилиарна предиспозиција и ехо на јетра на абдомен е во ред, ехо на тироидеја и каротиди е во ред, сега вредностите се холестерол 6,2, зборувам за тие што се покачени, LDL 3,8, триглицериди 3, тоа се последните од април, а HDL 1. Ала тијачат се во ред. Дали вие би препорачале терапија, зашто она од пред 5 години се вредностите покачени, беа до 7, дававме статини, после во консултација ево пред 2 години со кардиолог, он рече дека не знам по тоа стандардите сега европски или амерички, не се препорачува се уште со статини, иначе природни препарати, тоа земаме крилово, па тој квасето црвенорис, нормолип. Што вие ќе ми кажете, тоа ме интересира. Само ме интересира, рековте маж пациент, така или женско, така, гојазност? 37, нема гојазност, не. Нема гојазност. Пушењето едино, 10-15 цигари се стресови, и те имаме. Добро, тоа е дневни, да. Така. А триглицеридите рековте околу 3, така? 3, да. Така. И подолг временски период се така? 3, 2,7, 8 се менува. 2 пати годишно правиме контрола. Кога ги прекина статините, беше пак до 7 холестеролот. Сега дали од овие природни препарати 6,2 е. И 3 триглицеридите, LDL 3,8, а 1 е HDL, ала тијачат во ред, ви кажав. Добро. Каротиди, јетра, и ала тијачат се во ред. Во ред, така. Да. Добро. Не знам што да правам јас. Кардиологот така ми рече, сега него го послушавме овие 2 години. Така. Не знам. Што вие би ми кажале? Во ред. Значи, тоа е млад пациент, 37, на 37 годишна возраст е пациенткава. Препорака во основа е диететски режим. Сега, јас би ви одговорила вака како прв пат да ја гледам пациенткава. Препорака е диететски режим, да се внимава што се јаде, да биде физички активна. Меѓутоа, овдека станува збор каде што веќе е почнато со терапија, па прекинато со терапија, значи кога би се вратиле тие вредности во нормала и би продолжила со ова диета и физичка активност, бидејќи физичката активност е, и ќе кажам зошто во тек на зборувањево, е доста битна, бидејќи на тој начин нели се трошат калориите и се предизвикува намалување на триглицеридите и општо на маснотиите во крвта. Реално би ја оставила пациенткава, значи вака, со препорака за диететски режим, за физичка активност, за 8 недели контролна лабораторија. Ако веќе не се враќаат во нормала, тогаш би се отпочнало со некаква терапија, бидејќи примала терапија, не примала терапија, подолг период се вака, варијабилни вредностите. Тоа е одговорот и кога ја прекинуваме терапијата, кај луѓе кои се млади, значи кај незе се дава во превентивна цел. Кај овие другите претходно напоменав дека се дава во случај кога имаме болести. Кај вакви пациенти можеме да ординираме терапија, кога ќе видиме дека ќе се вратат во нормала, да продолжи со диететски режим и да ги контролираме маснотиите како се и што се движат. Меѓутоа, триглицериди 3 милимоли е граница е 1,7 милимол на литар, така да тука имаме веќе покачување. Да. Кажете ми, иако е неблагодарно за лекар да прашам со некоја народна медицина да се регулира холестеролот, сепак дали може, не велам дали вие препорачувате, туку дали може да речеме со чаеви или некои други препарати, бидејќи луѓето многу сакаат да се лекуваат и на тој начин. Да. Јас искуство немам со тоа, да ви одговорам, значи чаеви, не знам,
такви препарати, како суплементи на природна база може да препорачаме омега-3 масни киселини. Значи, тоа е нешто што се препорачува. Еве исто така, спомена на почетокот во емисијата црвено ориз, значи, тие се некои суплементи кои ги има во активна форма, значи се продаваат како суплемент. Чаеви, тоа, тука ќе се оградам во однос на тоа. Добро, мислев да не кажал некој пациент, некој искуство со пациентите. Такво нешто. Да, бидејќи навистина сакаат луѓето со така, малку, да пробаат и на тој начин за да не пијат лекови. Но добро, во еден дел од разговорот ја споминавте жената во менопауза. До менопауза е заштитена. Од хормоните. Така, што се случува со врзано со нашава тема со холестеролот во менопауза, после менопауза? Дали тука може да варира, да се намали, да се... Значи, јас и така споменав на почетокот жената заради женскиве хормони кои ги има во тек на редовните менструални циклуси, значи кога е во таков дел, е со позаштитена бидејќи ја штитат хормоните. Кога ќе навлезе во менопауза, значи тука веќе имаме еден дисбаланс на хормони, како резултат на што имаме и варијација на липидите и заради тоа се зголемува ризикот за појава на хиперлипидемијата. Значи тоа е тоа што се јавува како промена. Уште неколку прашања врзани со возраста. Сега ќе ве прашам за оние најмалите, за децата кои што имаат енормно прекумерна тежина. Дали се тие потенцијални кандидати за вакви високи вредности? Воопшто за деца, јас малку ќе се оградам од тука, затоа што јас сум сепак интернет, тоа е за возрастни. Меѓутоа, без разлика се препорачува, значи, културата на исхрана да им биде малку на друго ниво. Тоа значи дека дечињева не треба да ги трупаме со сладки и со колачи, да се внимава и околу нивнава исхрана, да не биде тоа ностоп пици, тестенини, сендвичи. Тоа јадат. Тоа сака да јадат и ништо друго. Тоа е проблемот на родителите. Брокула нема шанса да се касне. Меѓутоа препорачливо колку што може повеќе супи да има во исхраната, она чорбаста исхрана, што викаме, да биде тоа леќа, да биде, не знам, грашак, боранија, меѓутоа и тука да се внимава, да не биде премногу препржено, да биде едно општо варива исхрана со доминација, пак ќе кажам, на зеленчукот во исхраната. Добро, еве имаме гледач, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ало? Повелете. Ове попустиме, ало? Ординација Алфа, да? Добар ден. Ординација, влезени сте, само прашање да чуеме. Да. Добар ден. Добар ден. Види, овде е постар пациент на 70 години. Сакам, имам, слушал бе вас цело време, али нешто не ми јасно. За мене, јас имам не еден болест, туку 3-4 те озбилно. Имам притисак, имам колестерол, тоа сега сакам тоа да прашам исто. Лекови што пијам, па вие сами ќе ми објасните, јас тејацид пијам за нервопатија, пијам за шеќер, пијам за притисак и за колестерол. Од колестерол у последно време го оставив, кога ќе се напијам од колестерол апчиња. После 15-20 минута добивам као гушење во грлото. Следно 10 минута или 5 минута ми се отпушта грлото. Морам да земам мед и вода, не знам што да земам. Ги оставив, не ги пијам. Имам ги тука, веќе не знам, пијам и за измокрување, не знам ни сама што пијам. И се сакам од вас да ми објасните што овие лекови, као што ми ги докторка фала и многу препиша, на сабаре, на пладни и навечер пијам, за шеќер пијам аморил, лизаприм пијам за притисак од 20 мг, аморил од 3 мг, пијам метоформин од 1000, кардиопирин. Не може да го прочитам. Кардиопирин, добро. Од 12,5.
Пијам метаформин. Добро, многу лекови значи пиете. Сега да чуеме што ќе ни каже докторката, може ли? Да слушам. Ајде, слушнете. Вака сега, пациентката има прилично болести, значи од висок притисок, шекер во крвта, рече дека и холестеролот е покачен, само не ги спомна таблеткиве, значи кои ги зема за холестерол. Тоа поврзување, значи со гушење е, а да размине на мет и на вода е, нели, прашање дали има или не прави алергиска реакција сега на лекот за холестерол што го зема. Дали е тоа еднаш, дали се јавува еднаш, дали кога го зема секогаш лекот. Значи тоа се работи кои треба да се ги види, го спојува со докторот, најверојатно станува збор интерниста кардиолог кој ја води, да види каков тип на статинска терапија зема и што е следен чекор, како и претходно што одговорив, дали евентуално би се променила таа терапија, за да не ја изложуваме дополнително на некоја алергиска реакција која би можела да има фатален исход, нели? А од друга страна, збориме за пациентка која влегува во ризична категорија со сите болести кои ги има и тука е неопходно да се пие таква статинска терапија. Уште едно имам прашање врзано со возраста, кога пациентот ќе навлезе во длабока старост, еве да не кажувам колку е тоа години, бидејќи нели индивидуално е тоа, некои во 70 се во витални, длабока, или пак обратно витални се. Влегува во длабока старост, можно ли е само по себе, бидејќи знаеме луѓето нели се смалуваат и апетитот им се намалува, разновидноста на храната не е толкава како до тогаш, дали може само по себе да се регулира и ова, холестеролот да се намали? Па вообичаено не очекуваме такво нешто, значи вообичаено не очекуваме. Сега нели збориме длабока старост. Имаме луѓе кај кои се прекинува, значи кога стануваат така хексични, тоа збориме кога нели се залежени тоа пациенти кои не кои слабеат, не земаат ништо на уста, тогаш се мери, тогаш се носи одлука што е од терапијата приоритетно да се земе или да не се земе. Меѓутоа, кај луѓе кои се витални, збориме за 80 годишен пациент, например, има висок притисок, меѓутоа терапија за маснотии треба да се зема затоа што таа е таа која нели ги држи маснотиите во нормала. И пак ќе кажам, тука е доста битно колку се тие физички активни. Физичката активност, тоа е многу битен период во староста. Така. Општо и во староста и во младоста и за дечињата. Претходно ќе се навратам. Физичката активност е многу битна. Таа секогаш треба да биде редовна, да биде умерена и секогаш треба да соодветствува на здравствената состојба на пациентот и на возраста на пациентот. Потребно е, еве препорака до сите гледачи, минимум 3 пати неделно вежбање од 30 до 60 минути. Препорачливо и 5 пати неделно да се вежба. Се препорачуваат комбинација од аеробни и анаеробни вежби. Аеробните значат одење, пешачење, брзо одење, трчање, пливање. Значи тоа возење на велосипед. Тоа се вежби што се препорачуваат. Карактеристично за помлади и кои немаат одредени заболувања плюс е да во тек на вежбањево да се трошат од 700 до 2000 калории или кога сите вежбаме со оние мерачи на пулсот да се постигне 55 до 90% од максималната срцева фреквенција. Ова не значи за пациенти кои имаат одредени кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања. Значи, кај нив вежбањето треба да биде строго препишано од доктор, треба да биде до околу 75-80% од максималниот харт рейт и максималната срцева фреквенца и да соодветствува, нели, физичката активност таква каква што да биде таква каква што им одговара на здравствената состојба која ја имаат. Значи, тоа се препораки за физичка секојдневна активност, ако не барем секојдневно 3 до пати неделно да се вежба. Да. Тоа го препорачуваат сите лекари, еве и вие денеска, па се надевам дека ќе го искористат нашите гледачи барем убавото време. Да, сега барем доаѓа пролет, лето, барем движење, пешачење еве покрај кеј,
Храната пак ние сме подраче кое е богато со овошје, со зеленчук и тука можеме повеќе внимание барем во тек на овие пролетно-летни месеци. Ја исцрпевме темата, ви благодарам многу. Мислам дека дадовме многу информации за нашите гледачи, им помогнавме еве да го совладаат и овој здравствен проблем доколку го имаат. Благодарам, ве оставаме на пациентите, одите на работа сега. Така, благодарам на поканата и поздрав уште еднаш до гледачите. Така, доколку нашите гледачи беа задоволни од нашата денешна гостинка, доктор Златана Петковска, специјалист по интерна медицина, можат да ја најдат во болницата Аџи Бадем Систина. Довидување, останете со програмата на Алфа телевизија. Се неубаво.